специјална реакција на срцевиот мускул, наречена миокардитис, ако се таа состојба ако се припишува на реакција по воспаление и по вирус, дали можеме да ја припишеме и на пост-ковид реакција? Дали имаме такви случаи и како при тоа треба да се постапи? Се разбира, Спазија Софијанова е нашиот гостин. Добро утро. Добро утро. Добра беше и докторката, ја искоментиравме положено кај вас, положено и во пракса. Вклучително убаво зборуваш и баш ми е драго кога ќе видам дека тие кои што треба да не наследат, еве веќе навистина одат по патот на науката, ги следат новите трендови и имаме што да слушнеме од сите нас. Докторке, но се разбира, професорите се тука да дадат одговор за клучните проблеми кои што се јавуваат, особено на тема здравство, да водат понатаму и да се следат новите трендови во третманот. Ако зборуваме за миокардитисот, за вас многу добро познат, особено на оделението кој што вие го водите на детската клиника, можеме да го припишеме на пост-ковид? Многу се дебатира на оваа тема и морам да ви кажам дека се соочивме навистина со ковидот со феномен кој што еден тип на вирус кој што го елабориравме заради кој целиот свет доби комплетно друга димензија и сите научници кои што го испитуваа самата состојка на ковидот, што предизвикува, како се во организмот кај одредена категорија на луѓе предизвикуваше страхотни реакции кои завршуваа летално и некако цело време гледавме дека возрастните беа како приоритет за жал, дури како пожелни повеќе за COVID-19 верзус децата. И морам да признам дека на нешто на кое што треба и оваа држава и сите ние заедно да бидеме горди, тоа што во тој период децата сепак помина дефинитивно полесно, не само кај нас, туку и во светот, од една страна, а од друга страна, исто така немаше ни смртен случај од ковид кај пациент кој што беше официјално заразен и го поминуваше, као што знаеме, нели, возрастите завршува лошо, а кај децата завршуваа некако многу полесно и немавме смртен исход. Што се случува после тоа? И тогаш го говоревме, а веќе сега гледаме многу интересни ситуации. Имено, ковидот не беше толку страшен, бидејќи во суштина дел од рецепторите кои го прифаќаа во горно-респираторниот систем кај возрастните не се толку развиени кај децата и нормално дека ковидот повеќе некако како да поминуваше низ телото, ќе направеше одредена, се разбира, имунолошка реакција, која одеше со температура, често пати имавме гастроинтестиналните гоби, да не го исклучиме гастроинтестиналниот тракт, бидејќи тоа е една сега исто актуелна тема во педијатријата, како така наречена мајкробајома, која што влијае на што ќе влече организмот, што ќе извлече од цревната флора, тоа и ќе значи и во делот од она што ќе исциркулира, ќе оди во мозокот, ќе го направи здрав организмот за понатаму, значи некако во целиот тој процес и ние учевме како детето во и од новородено до таа наша возраст, нели сепак детска и поголема и повозрастна, сепак поминуваа, пак ќе кажам, бидејќи не постоја развиени тие АЦ рецептори да го прифатат на кои што се лепеше спајк протеинот и правеше одредени ситуации и проблеми. Но имунолошката реакција на создавањето на антитела на ковидот беше тој кој што понатаму после извесен период и во периодот додека траеше таа пандемија практично, правеше така наречени, ако се сеќавате и мислам дека еднаш говоревме на таа тема, пост-ковид ситуации, односно реакции. И тие беа кај децата пострашни отколку самиот ковид. Тоа е тоа кој што го гледавме и тогаш, и тоа го зафаќаше. И, да кажам, имавме неколку апендицити, дури ги говоревме не пред некој ден на стручен колегиум. Апендицити значи и слепи црева од нејасна теологија. А практично, антителата кои што се создаваат како кај секоја реакција, вклучувајќи ги вирусните, вклучувајќи го и ковидот, почнаа практично да атакираат, значи самиот имунолошки систем кај децата почна да делува, велиме ние, мимикрично, чудно. Одеднаш, практично антителата кои треба да ве штитат, прават одредени сензитивни реакции во организмот, кои ние ги не препознававме. Одеднаш имавме низа на слепо црево, кој што го гледавме, имаме инцидентно, се знае да речеме 2-3 можда годишни или 3-4, не е битно, ќе ги диагностицираме. Ова некако ера на апендицит, ера на појавување на диабет.
А практично тие рецептори ги има во панкреасот. И кај децата практично, акцептирајќи ги овие антитела, кои почнуваат да делуваат мимикрично од ковидот, кои го поминале лесно и неговите антитела, создаваат одредени реакции во организмот, така наречени одложени реакции, кои сега, за жал, ги гледаме исто така, бидејќи сепак ерата на ковидот, кој измутира во повеќе видови, омикрон. Го заборавивме. Да не речем, добро, и го заборавивме. Добро, постана, како да речем, еден обичен варијација на вирусот, респираторната патологија. Меѓутоа, сега, од пред едно 2-3 месеци, особено се обраќа внимание и во Велика Британија, и во Европската академија на педиатри, на еден така наречен кракен вид на вирус, кој што е вирусот од корона, навлезен во стрептококите, кои природно го имаат децата во горно-респираторниот систем и знае да направи многу полесно да може да влезе во телото. И лесно влего и лесно реагира веќе телото на тоа и се чудиме за честени горно-респираторни инфекции кај децата. И тоа е она кое што го дебатираме, се разбира прво на ниво на Универзитетска клиника за детски болести, која сепак референца во однос на критериумите, протоколите и така натака во однос на поставување на стандардите за лечење. Поставување на стандардите за лечење. Сега доаѓаме до ова кое што вие го напоменавте, а тоа е миокардитот. Тоа не е безазлена работа, да се разбереме. Значи, сепак имате витални органи. Јас говорев за цревата кои беа навеќе во првата фаза или втората фаза која да беше. Сега веќе не знаеме која е оваа фаза во која тој така наречен веќе лонг ковид, значи продолжен ковид, така го припишувате. Така ги припишуваме. Добро. Веќе тие антитела кои што се создаваат на претходно прилежат, бидејќи ние ги детектираме антителата од кога ќе земеме палета на испитување, гледаме дека имало антитела на ковид, тие антитела сега веќе така делуваат, значи чудно или мимикрично велиме, и го атакираат срцевиот мускул. При што атакирањето на срцевиот мускул доведува до подигање на ензимите на мускулот, од така и детектираме кога има мускулно засекање и ги викаме креатинин киназа или ЦК, односно ЦКМБ, myocarb binding, а светот веќе има и BB, односно brain binding proteins. И затоа кај децата гледаме ситуации каде што очигледно дека срцето почнува некако да реагира или се ослободуваат тие ензими затоа што се атакирани од нешто. А при тоа кога ќе земеме палетата, гледаме дека се тоа антителата на ковидот, кој што бил претходно прилежан, можеби буквално на нога. Добро, докторке, ако вас миокардитисот ви е многу добро познат, сте имале случаи, дали сега манифестациите се поинакви ако е пост-ковид, различни се? Интересно прашање сега поставувате. Видите, миокардит, препознавањето некако негово, апсолутно се поставува на база прецена, клиничката слика. Значи, прво морам да кажам, значи, можете да имате се, ако немате око, слух, нюх, ако немате искуство, ништо. Значи, го гледате и прво што правиме, гледаме еден зголемен пулс. Една вознемиреност кај детето. Бидејќи срцето е врзано со белите дробови, тоа што прво го правиме особено на оделот за интензивна нега и терапија, и го вклучуваме на монитор и гледаме една добра сатурација, значи срцето, белите дробови не страдаат, ама кај срцето гледаме, бидејќи знаете дека кај децата природно срцевото отчукување е побрзо, сега гледаме многу побрзо срцево отчукување, кое сигурно дека мораме да го мониторираме, бидејќи одреден степен на долготрајно такво срцево отчукување може во еден момент практично да го исцрпи срцето и да настапат лоши последици. Значи, мониторирањето го правиме и веднаш земаме биохемија. Тоа значи над 120, 150 во минута кај поголеми деца или 180 во минута кај помали деца укажува дека нешто дефинитивно е со срцето. Диагностика, биохемија и ехо на срце, односно ЕКГ. Значи тоа на крајот можат сите да го направат. Матичните лекари, ЕКГ и биохемија обична може веднаш да Добро, тоа сме кај диагностика. Да. Но најважното, третманот. Не, прво морате да го диагностицирате, а после тоа третманот. Значи, срцето е нешто кое што практично го обскрбува со крв целиот организам. Имате десна страна која што ја прибира крвта, нели, од десната страна на телото, сакам на граѓаните, нели си да го појасниме тој момент, и левата страна која го испумпува срцето. Практично, ако вие го релаксирате тој момент и не го оптоварите срцето, тогаш дефинитивно ќе можете да добиете барем во тој момент нешто што ќе го растерети срцето, дополнително оптеретување со течности, че ќе мора да мирува, и рестрикција на внес на течности, на храна, на се, тоа е обврзно,
и исцедување на делот кој што е како вишок на течности, за да се ослободи срцето, да не мора толку да испумпува, бидејќи таа тахикардија. И смирувањето на срцевиот мускул го правиме и со тераписки пристап, значи имаме терапија, тоа се имуноглобулини, имаме начини со кои што го смируваме, нели тоа надразителното, надразнето срце, и од друга страна рестрикцијата на течности, но и даваме диуретици, значи да го исфрлиме тој вишок на течности, со што ќе го растеретиме срцето и ќе направиме неговото движење да биде намалено. Значи мора под строга докторска контрола за да не дехидрира од друга страна. Да, така е, точно. Имате второ, јас велам, детето е една игра без граници. Play the game. Значи, тоа не знаете вие секој индивидуално како ќе изреагира на терапијата што ја применувате, меѓутоа мора да имате сепак протокол. И тој протокол го кажавме, но од друга страна велите да не дехидрира точно кај децата, па тоа па е другата страна на лошата приказна што може да дојде. Тоа па толку брзо се случува како 20 минути со брзина на светлината. Баш така, баш така. Сега затоа мора да е сепак под строга контрола, кога веќе се чувствува тоа срце биење кај детето, се чувствува дека има сепак нелагодност. Децата тоа го манифестираат со вознемиреност и нелагодност. И сега знаете како, обично ние сме научени инфективниот процес да го мониторираме, тешкоти во дишење, го боли грло. Не, тука го немате тоа. Тука имате болки во мускули по целото тело и имате една продолжена нелагодност која што практично укажува дека треба да се види што е, се разбира слушалките први, гледате дека нешто забрзано чука. Значи, лоцирате каде е всушност. Така е. Лоцираме каде. Има ли такви случаи? Сигурно. Некако многу малку се зборуваше за ова и сега се актуализираше како пост-ковид. Имавте случаи пост-ковид што ги препишавте на тоа? Имавме и се сеќавам баш пред точно недела дена од денеска имавме и главна визита, обично на главните визити ги елаборираме тие и баш како одел за интензивна терапија. Секогаш морам да кажам, окото и чувството, уште некој секунд да се остави детето да се мониторира е многу подобар, отколку ајде да го префрлиме, бидејќи тоа го работиме во колаборација. Знаете, со целата клиника е практично една мини клинички центар со колегите од кардиологија. Тука секогаш ги викаме и заедно со нив го елаборираме целиот проблем, да речам, и ние со колегите од кардиологија имаме одлична соработка, се виде на ехо на срцето дека има такво забрзано чукање, дури ослабеност во десната страна. Тоа значи дека мораме нешто да направиме да го појачаме. Тоа се пак ќе кажам тие игри на умење и знаење како, со нешто што ќе појача срцевата мускулатура, ма не да премногу појаче за да може тој ослабен дел заради разградба на и ослободување на тие ензими да биде под контрола, да се знае точно која доза, да се издозира на килограм телесна тежина. И тоа е многу важно кај децата, затоа што можеме да предозираме или да субдозираме и пак да не постигнеме ефект. Тоа е таа игра со особено со детскиот живот, со кој што нема игра практично, но треба да се знае. Јас го велам play the game, ама тоа во смисла на тоа да се игра како ви одговара реакцијата на самото дете. И не секој исто ви одговара. За жал, се повеќе ги гледаме тие така наречени миозити, значи изголемено ослободување на мускулите генерално, значи на ензими во мускулите, кои гледаме дека е една омалаксаност и секој се препишува. Дете, трчало, не трчало, инфект, не инфект, алергија, не алергија. Мора точно да се разграничат тие работи, зашто, впрочем, и колешката претходно говореше, нели, како и тие алергиски сеја процеси, па и тие се збунувачки кај децата сега. Треба да направиме тоа ли е, не е тоа. Еден таков пост-ковид збунувачки период, но добро е дека пред се може би и затоа целиот фокус е на детската клиника во Скопје, затоа што кадарот пред се не само што има можности доста да патува, да се спознае со светските практики, туку и тука се почитуваат светските трендови и се следи. Впрочем, вие го организирате сега и конгрес, на педиатри, многу голем конгрес, ќе биде во Охрид, се разбира. Да. Желбата на сите беше Охрид. Се разбира како кога доаѓаат странци. Доаѓаат, јас сум исклучително задоволна и можеби еве и за гледачите да го направиме како еден отворен форум во кој што ќе може да имаме и директно пренесување, особено од клучни предавачи. Бидејќи доаѓа председателот на Европската академија на педиатри, за кој посебно ми е драго, Адамос Хаџилипонис, кој што е грк од Кипар и кој што ќе дојде тука и многу беше среќен и возбуден како ќе дојде и што и како. Му организираме на него исто доаѓање. Председателот на Интернационалната педиатриска асоциација, очекуваме да ни дојде исто така председателот, односно организацијскиот секретар на
на Европската академија на педиатрија, со кој сака да одржи мини курс за реанимација, ресусцитација и возвраќање во живот кај деца со колеги од Европа со кои ќе споделиме искуства. И тоа е нешто на кое јас се концентрирам посебно во делот, бидејќи тоа е дел од мојата пракса. Ама имаме и long COVID или post-COVID, каде директорот на педиатриската клиника во Љубљана, кој е педиатар, инфектолог, и со кого разменувавме летово доста искуство околу тоа каков е нивниот став, како тие поминували и баш разговорите и сега со тие колеги многу значат, бидејќи само споделување на искуства човека во нашата професија, особено во ваква една ситуација каде ковидот сите не затече и секој имаше одредени ставови, мислења, ама морате да имате генерален став во интерес на пациентот. Вие рековте минатото гостување беше дека ќе лечиме сега пост-ковид и од таа причина и се фокусирате на конгресот на тоа како тема. Ајде, словенците некако ни се поблиску, нели, Словенија, но САД веќе известни 2-3 месеци многу, особено по медиумите, се пишува за пост-ковид кај деца. И тоа миокардитисот кај тинејџерите и кај адолесцентите. Што велите за таа повозрастна, да речеме, група? Не се децава помаливе, туку станува збор за тинејџери, за адолесценти, кај што некако тоа што можев јас да го прочитам, што вела таму докторите, дека потешко се лоцира. Знаете зашто е тоа така? Затоа што станува за возрастна група која треба да знаете ни што се поминува. Прво, тоа е фаза на пубертет. Самиот пубертет го зголемува метаболизмот, првата работа. Втората работа, возрастна категорија каде се преценува под наводници себе си дека се може. И едноставно ги исклучуваат можностите дека тие може да се нешто болни и тие едноставно си го форсираат организмот. Ништо не ми е. Тоа е втората работа и веројатно, мислам дека е многу важно пристапот на докторот. Кога веќе и нешто ќе почне да му е, да може да стави граничник од тоа дека сега до тука. Понатаму не, затоа што секое префорсирање може да донесе до фатални исходи. И затоа зборувањето за превенција, особено во овој long COVID фаза и ера, тоа не само Соединетите Американски држави, тука се европските земји и Велика Британија. Тие зборуваат сега овие последни 2 месеци за тој long COVID и асоциран особено со миокардит. Јас нема да го исклучам и феноменот и на одредени атаки, ама се тие транзиторни и на централниот нервен систем. Знаете, имавме и група на деца кои што покажува како одеднаш не можат да чувствуваат вкус, поминува транзиторно. Главоболка, поминува транзиторно. И тоа е добро што поминува транзиторно, затоа што неуротропноста, значи афилијацијата или желбата на вирусот да помалку или антителата негови, да малку го чачнат вела мозокот или го поминат циркулаторно па да си излезат, тоа е убавата страна на приказната. Лошата е ако се задржат и ако слабиот момент наоѓаат слаба точка. И во таа слаба точка тоа беше главниот проблем. Во суштина и со ковидот генерално, генетската предиспозиција да некои настрадаат и да бидат, да речеме, со некои луѓе за еден ден малтене, да не речам завршува лошо, некои луѓе го поминува, некои во многу потешки форми и сите некако различно го поминувавме. Еве, јас се земам себе си како пример. Јас никогаш не поминав ковид во класична смисла на зборот, а имам антитела и од вакцина, имам и антитела и од прележан ковид, кој што исто се диференцира, да се знае кој се што. Можеби тоа е феноменот кај докторите за кој што може и за таа треба тема, затоа што вие цело време бевте изложени и можеби треба и таа да отвориме како тема. Тоа се вика она мало ситно, да кажам, напојување кое го добиваме со секојдневното доаѓање во контакт со тие дечиња или пациенти генерално, и тоа создава еден полека одбремен одговор кај нас кој ќе не штити во поголема, да кажеме, доза доколку дојдеме во контакт со некој вистински многу болен. И сега, доктор, ќе искористам да го заокружиме разговорот со оглед на тоа дека ние, новинарите, не сме тука само да ги пренесеме случаите кои што ги слушаме не само кај нас во Македонија, туку и во светот, и да ги исплашиме гледачите, туку и да пренесеме од наши врвни експерти насоки како родителите да реагираат, кои се симптомите на кои што треба да се изреагира, да се провери дали станува збор за миокардит. Убаво е тој збор исплашиме, ама јас ќе кажам сепак да ги малку чисто вака отвориме очите, да кажам. Децата се нашето најголемо богатство и знаеме дека ни се се понекогаш, сите ние во оваа трка во секојдневието ги забораваме.
кога ќе ви се пожали дете, значи навистина има причина за тоа. Тука веќе особено таа категорија која споменавте и која веќе најафектирана, вистински има причина за тоа заради која ви се пожалува. Тогаш сигурно најдобро е да се однесе на матичен лекар, педијатар или тој кој што си го знае добро лекарот, затоа што не знаете именувањето на доктори и видувањата не се исти како кога еден доктор ве знае малтане од најмали па како растете и да се види, знаете, тие имат и малку побела пребоеност, еден лесен страв, ама не го признаваат, се разбира, и едно отчукување на срце. Значи, прво само доволно едно ЕКГ, ништо повеќе. Да се види како функционира срцето. Тоа не боли, не ме прави никоја штета, а многу дава. Значи, едно ЕКГ, првично и прелиминарно, основно. Понатаму, евентуално, доколку продолжат тие болки, да се направи една биохемија и да се видат токму овие ензими кои што ги кажувам. Дали има тенденција да се покачат, бидејќи има начин, кој што го споменавме, а дури може и во домашни услови, ако не се многу покачени, да се фати тоа и да се најде и да се лоцира на време. Значи, се случува и се има причина зашто се случува, но мора навремено да се реагира. Ова го кажувате постојано и еве тоа нека биде повторно апелот. Ви благодарам. Благодарам, секогаш се разбира тука сте да одговорите на нашите покани. Секогаш. Особено кога станува збор за теми кои ги збунуваат малку повеќе родителите. Многу информации имаме, многу и достапи до социјалните мрежи. Така е, така. И знае да збуни. Така е, верувам дека е тоа така. Веројатно и сите ние сепак сме различни. Јас сум тука секогаш за граѓаните 24/7, тоа го знаат веќе. Го знаеме тоа, јас можам да потврдам. Ви благодарам, докторке, многу. По секој време. Остануваме на